Дечки, добре дојдовте во Хитмейкер. Фала многу. Што не дојдовте? Да. Филип, Бојан, кои се другите членови на Хајка? Аци и Тео. Аци свири... Сам старт Од таа постава сте. Да, од прилика. Да, па после сменивме неколку бубњари, па после пак дојдаци, сега сме пак. Да, вече ти проблем бубњарите, нели? Да. Шо е со нив проблемот? Многу бендови немаат фокус за еден бенд или... Тоа и тешко е да се вклопиш со... Треба да си одговара бубњарот и бендот многу, за да може да се вклопат некако. И звукот од бубњарот, тапанарот, или како беше... Да функционира сето тоа. Да, ама многу зависи бендот од тапанарот. Кажи ми за панк бенд. звук. Позитивно е или негативно ако е добар стварно бубњар? Можда не треба да е претехнички. Не, у панк бендо и бубњарот е многу битен. Тоа е тешко е да го свириш тоа, особено тоа, не знам, дибит, тоа да го држиш. Има многу добри тапанари во панк бендо. Знам, као во Germs, те тапанари. Не е многу јак. Имате два албума и EP пред тие два албума. Меѓутоа, овие два албума доста различни стилски еден од друг. Првиот сте онака движечка енергија, еуфорија, онака рушите се пред себе. Вториот веќе, да кажем, ако бевте no wave, у првиот веќе идете малце wave или пост-панк у вториот. Да, иде натам. Мислам дека тоа е природна еволуција на секој, не знам, многу бендови така ќе почнат со панк и потоа ќе сменат малку звукот. Што мислам природно, затоа што ако продолжиш само панк да правиш, ќе направиш истиот албум многу пати. Добро, може да си играш различни жанрови на панк. Ама тоа не се случува толку често. Добро, во вториот албум пак се гледа една повеќе димензии у аранжманите. Не сте сите у рифот, туку поголема комплементарност, знаеш, аранжманска. Да, затоа што се правени тие баш дел по дел. Прво иде тапанот, па после бас, веројатно. И така само се парче по парче баш правен. Сите сте автори на песните комплетно. Цел бенд. Да, главно да. Само текстовите Бојан ги пишува. Другото секој си го свири својот инструмент. Да. Инаку за вториот албум тоа ни беше идејата, да малце да излеземе од тоа во кое што бевме првиот албум. Не се плашевте да загазите што ве носи ново, што ве чека Не, да излезете од својата шема. Не, и така треба. И сега ја да сакам да преработам мека машина, треба дозвола од сите да барам. Да. Добро. Се надевам нема тие работи да видат она точка на прекршување утре. Пошто многу бендови, знаеш, после успех се расипуваат работите, односите. Ова е поише моја песна, ова твоја. Па зашо не ме праша? Да. Вие функционирате добро, чим трет албум снимате. Тоест не го снимате или го спремате сега третиот? Го спремам. И како скроз кога сте спремни влагате у студио и го снимате или се дешаваат работите и во студио? И во студио се дешаваат работите, да. Не, мада за сега да, ама првиот и вториот све беше, мислам, скроз спремно и само го поднесовме таму. Па и важно ни е да ја знаеме песната. Предпоставувам Македонија секаде сте свирали. Да, имавме една турнеја низ Македонија.
со првиот албум и супер помина. Да. Да, интересно, секој град ќе отидеш и секој има ќе дое некој, некој ќе дое 20, некој 20, Да. некој поишава. Добро, Битно е да се збори после свирката у градот. Така е некој, да. Да. А ван Македонија? Сега почнавме пред неколку месеци, имавме неколку свирки надвор и планираме лето исто нека турнеја. Да, лани у Белград свиравме и во Софија. Бугарија, да. Во Бугарија. Како пројдовте? Има разлика со нашава публика? Има, да. Има. Во да, има разлика. Белград има супер атмосфера за алтернативни бендови. Софија Има малку добра атмосфера, ама нема толку енергија можеби. М. Али има. Да. Се дешаваат шутки, безбедно е деца да праќаме на ваш концерт? деца. Мислам дека порано беше шутки се дешаваат, се не е толку, не знам. Да. Немам видено. Не, ама Што ве провоцираше за, пример за да се состанете и да звучи тој прв албум како што звучи, што ве провоцираше тоа да излезе од вас? Рековте сега ние ќе направиме. Да видите како. па тоа беше, не знам, короната беше тогаш. И мислам дека некако под притисок на се тоа излезе некоја нервоза. Имаше некои бендови многу помалку од што има сега. И така некако не имаше некоја статичност. Не ни беше баш интересно на свирки. И затоа сакавме нешто поенергично. Значи, последниве години се појавија повеќе. Има сега многу има многу бендови низ Македонија што се млади, се повеќе има. Gen Z бендови. Да, и тоа е стварно супер. Ја никош не сум ги знаел кои се Gen Z, кои се Gen Z се после мислам дека меѓу 97, 6, нешто така, до 2012. Ма тоа е релативно, зависи, има поише. А мислам дека генерално така се зима. Интересно ми е за текстовите што викаш поен дека ти си автор на текстовите, некако ги слушам со начин на зборување и со сленг на повеќе онака што се вика ко за моја генерација. Ти си доста помлад, си се дружил со постари. За жаргоните? Да. Не знам, некои тие се само по звучност ставени, други се иронични, затоа што не знам, некад ќе ги замислам како некој лик што ги извикнува во самата песна, што е друг лик што не е главниот лик. И мислам дека од таму доаѓа. Значи има и алтер его, има и алтер его у песните. Па има, не, ја мислам дека апсолутно не можеш да напишеш нешто. Не можеш да го толкуваш тоа напишаниот текст како не си ти тоа. Не знам, секогаш има, нели, у поезија има субјект и објект. Не знам, можеби кај нас се промашува тој момент на театарот во песната, дека да, ова е музика и гласна и све, ама на крајот од денот не може никако да биде исто како реалност. Не знам. Може да биде реакција на реалноста. Зашто толку многу песни во првиот албум? Зашто сакавме да имаме Поише песни. многу песни. Видовме Чокан че има 23 и ни бевме, или 24. 24, еден албум. И бевме, свикам не, ние 25. Добро, за дупла плоча одма, директно. Или за да имате репертар за концерт. Да. Или Да, 25 синглови плочи вака, како салама. Било топ. али главно тоа што правевме песни и имавме толку песни. Што? Мислам. Да, и тоа, да, мислам, имавме многу
бевме плодни. Да, дури има, мислам, има, реално има. Цело време, секој ти седнува на проба и секој пат има нешто ново таму. Свириш до 1:59 и доста. Да. Тогаш бевме шо побрзо стигни до рефренот. Значи, Да. Видин, добра фора е и да почнеш со рефрен. Найл Роджерс вика, почни со рефрен, строфи кои ти слушаат, и да нема строфи, нема врз, одма почни Let's Dance, или Chic, Le Freak, и имаш хит. да. Дали Мека машина ви беше некој прелом на кариерата? Осетивте некоја разлика пред и после? Што знам? Има, Немавме тапанар. Се ти да тапанарот. Што се деси? Да. За Мека И- машина? Да. И ама мораме песни да направиме и не знам. тоа е со Рита машина тој албум и тој сакавме да пробаме малце од тој аспект. Да, аранжманите го дозволуваат. Иако мислам дека по attitude нема толку разлика. Кои се ваши влијанија музички? Имате заеднички влијанија некои или сте различни со тоа? Имаме сега мислам заеднички зашто седевме заедно, слушавме музика, заедно истата музика слушавме. Мислам сите си имаме некои наши ствари што повеќе на нас индивидуално ни се свиѓаат отколку групно. Ама генерално има еден Venn диаграм. Да. Кај што има исти ствари што не свиѓаат. Едно не за се. Едно НЗС, ето. И слушав, не знам, зависи кој албум. Нас многу ни се допаѓа такви 80-ти андерграунд американски панк бендови, ама не баш тој класичен панк што е кај, нели, да, и класичен. Има референци. Ја прв пат кога ве слушнав, бевте уживо и возевте што возевте, онака доста енергично. Ќе кажеш добро, млади, нов бенд, цепаат, добри се едно друго, меѓутоа крајот на песната како ја деконструиравте целата форма и целиот звук на бендот која се распадна у тој туш на крај, сватив дека сте онака бенд кој што може заеднички да манипулира со тој, да створи хаос кој што им е контролиран на некој начин. Дека има нешто посебно у вас. Некојаш ја ловам такви моменти, знаеш, песна ко песна, груп ко груп. Меѓутоа ловам моменти у кои што гледам дека стварно нешто отскокнува од нормалата, дека не може тамо допре секој да загази у тие води. Макар и да се пократки, тоа беше само туш од крај на некоја песна каде што секој отиде у свој правец. Мислам дека тоа е, мислам дека на срце. Да. Не прекина. Да. Срце. Да, па тоа ни беше идејата на таа песна, да тераме да се распаѓа доека, ама никош да не се распадне скроз, туку подолго време да се распаѓа. Да. Значи сега Сме сакале од секојаш такви како кажат Дадистички моменти, да. Да. каде ќе снимате третиот албум? Имате идеја? Кога одбирате кај да снимате, гледате кој што работел, како звук има или можете било каде? Па тоа гледаме да се дефинираме и самите во тој поглед. Се повеќе. Не пробувате сами сега? Денес е лесно. И тоа. Да. Првото е- Иако продуцентското уво знае да има Значи, бенефит. да. Продуцентот е петиот член. Треба да. Првото EP го снимавме скроз сами. Овој сега кај ги има. Мека машина кај ги. Да. Да, не помниш. Првиот кај Джени снимавме. И така. Да, продуцентот стварно носи нешто свое.
Да. И треба да се внимава кога се бира кај ќе се снима. Сепак Гино е нешто посебно. Да. И као гитарист, и као продуцент. Така. Дечки, фала ви многу што бевте гости у Хитмейкер. Направивте една отстапка у вашиот стил, да направиме едно интервју, али само продолжете понатака, затоа што сте стварно феноменални и инспирација за уште повеќе млади бендови да се појавуваат. Затоа што јас, ако не можев да стиснам стоп на двата албума, да ги преслушам скроз, стварно можам да очекувам нешто сосема трето од третиот албум од вас, предпоставувам. Сега вие си знаете што е. Да. Па да, фала многу. Ај се надевам Да. дека ќе се видиме повторно кога ќе имате нешто ново за да го промовираме. Фала. Фала.